Ако основниот суд во Прилеп лани од страна на Врховен доби највисока оценка и прво место во Македонија заедно со основен Скопје 1 за својата ажурност, квалитет и квантитет на сработени предмети, годинава се соочува со криза каква што немало од неговото формирање. Нема судии. Според председателот на судот Зоран Стевановски, со новиот закон за работни односи не се дозволило судиите да продолжат со работа уште 3 години, така што се пензионирале 5 судии. Сега судот има само 3 судии во граѓанскиот оддел и 2 судии во кривичниот, што е премалку. Судењата се одложуваат и по 5 месеци, а постои опасност и од застарување на огромен број на дела. Републичкиот судски совет е одамна известен за оваа ситуација, но засега нема ништо. До март идната година, судот ќе остане само со 3 судии. Во полоша ситуација е и јавното обвинителство. Реагираат исто така и адвокатите. Поголемиот обем на предмети на помал број на судии доведува до неквалитетни пресуди. Таквото нешто ќе се одрази и во годишните извештаи на Основен суд Прилеп. И јавното обвинителство во Прилеп се соочува со исто таков проблем, заради тоа што од 8 или 9 јавни обвинители сега е сведен бројот на 20 јавни обвинители кои практично се во неможност да ги обавуваат нити постапките каде што е предвидено итно постапување. Така да мислам дека голем број предмети во иднина последните 2 години се подложни и на застарување. Не се знае како ќе се продолжи со работа ако не се донесе некој итно решение. Судењата се одлагаат несразмерно за подолг временски период во иднина, ако претходно се одлагаа месец за месец, судењата сега се одлагаат за по нова година, јануари, февруари месец. И мислам дека и странките ќе трпат штета од таквиот недостиг на кадар. Излезот засега се гледа во Прилеп да доаѓаат судии од други судови од Македонија, но и за ова барање засега нема одговор од надлежните.